Денес православните верници го чествуваат празникот Собор на Свети Архангел Гаврил. Празникот беше прославен и во гостиварското село Тумчевиште, каде мештаните го слават и како силска слава. По тој повод традиционално, како и секоја година, така и оваа православните верници од Гостиварско и од околните градови во манастирската црква Свети Архангел Гаврил во селото Тумчевиште на свечен начин го одбележуваа овој христијански празник. За нас денешниот празник значи нешто свето, нешто најголемо во животот. Ова не можам да ви опишам со зборови, ова само да се доживеат. Пошто на ова место имаше само една карпа од памти век и година уз година луѓе ќе се гради, ќе се прави, никогаш дојде денот 86-та година кога почнеме да градиме и не можам да ви опишам задоволството и радоста колку е. Секоја година доаѓате тука? Јас сум секоја година и ова ми е трет пат кум како сум. Трети пат. Дали се планираат некои други доградувања, некои Да, се планираат после славова, планираме цела ограда да се корнитова, ќе ставаме друга ограда да го уредиме како што треба. Младите даваат поддршка за ваква? Ова што го гледате, благодарност сега, ова е моментот да им се заблагодарам на сите што учествуваа во уредувањето на дворот, во помошта на чистење, во помошта на храна, пијалоци што требат. Сега пошто сум и председател на местна заедница, во име на цело село да им се заблагодарам на сите што помогнаа. Традицијата ја продолжувате? Традицијата додека сме живи, деца и прадеца не верувам ова село да прекине оваа традиција. Славата започна наутро со богослужба и водосвет, пошто беа пресечени славските колачи од годинешните кумови. Благословен гради во имја Господне, Господи, јави сија нам, благословен гради во имја Господне, милосрдија двери отврзи нам, благословена ја Богородице, Мајко Marina, Teodora, Ajde kume, grazie, Најстречни и видно возбудени беа новите кумови кои имаа среќа да ја пронајдат паричката во својот дел од благословеното липче. Ти имаше среќа да ти падне паричката, како се викаш и од каде? Јас се викам Ленче, прв пат ми пајат, многу сум среќна, лаке на свете да ни пајат паричето на цело село и така. Прв пат ми паја годинава. Честитки, дали си ти од Тумчевиште? Од Тумчевиште сум. Како се викаш ти, од каде си? Од Циглана, Гостивар. Како се викаш? Филип. Тебе ти падна паричката? Да. Дали си среќен? Да. Ratko Nomuski од село Тумчевиште. Вас годинава ви падна, дали прв пат паричката ви паѓа? Не, ова не е по трети пат. Откако е направено црквичето, втората година бевме во 2009 и еве сега Господ пак. Какво е чувството? Прекрасно. Голем број верници од селото, од околните села, но и од Тетово и Гостивар, масовно пристигнуваа во дворот на црквата за да му оддадат почит на патронот на ова село, да се помолат и да запалат свечи за здравје. Ние сме исто од овде тетовско село Стенче. Редовно идам ја овде од кај почнало да се наливено. Како ви се допаѓа? Многу фино, многу фино. Многу фино за нас. За вака онакво многу фино. Многу убаво е. Многу убаво, народ се собрал, мада е голема горештина, али добро е. Ние сега дојдовме, сме од Волковија. Добро е, гледаме народ, се движи тоа. Прв пат доаѓате тука? Прв пат. Така. Јас доаѓам од соседното село Волковија. Редовен гостин сум тука, ги посетувам скоро секоја година кога имам слободно време. Атмосферата е фина, празник е битно да се обележи. Ипак сме православни луѓе, треба да ги сачуваме нашите празници и традицијата да се продолжи.
Богатата братско-сестринска трпеза на љубовта, како што и редот ја подготвија кумовите на годинешната слава. Празнично до своите соселани и верници испратија желби за здравје, среќа и беричет. Инаку овој празник е најверојатно за прв пат востановен во 9 век на Света Гора Антонска, за време на царевите Василий и Константин Порфирородните и на патриархот Никола Хрисоверк, а по повод јавувањето на овој архангел во една ќелија близу до Кареја, каде што со прст на камен ја испиша песната кон Пресвета Богородица "Достојно ест". Одбележувањето на празникот собор на Свети архангел Гаврил во Тумчевиште продолжи со веселба во кругот на црквата. Кај сонцето рано изгрева, таму росата цвеќе милува, кај што птицата љубов опева, солзи радосници срца подвојна. Гледаме прекрасно сиво езеро, овде љубовта нема граници, има да цветна рамина, овде вре песната е од давнина. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. По повод 14 годишнината од загинувањето во вооружениот конфликт во 2001 година на припадникот на безбедносните сили Ѓоко Лазаревски, денес беше положено свежо цвеќе пред споменикот подигнат во негова чест во родното село Лешок. На комеморацијата присуствуваа представници од политичките партии и председателите на околните местни заедници, представници од Сојузот на воените инвалиди и на борците, неколку граѓански здруженија, како и неговите соселани, пријатели, семејство и роднини. Многумина од присутните со многу тага се подсетуваа на храбриот македонски бранител Лазаревски, кој загина на 30 годишна возраст бранејќи го своето село од паравоените албански формации. Денеска е годишнина од загинувањето на Ѓоко Лазаревски во 2001 година, кога уште негови двајца соборци беа ранети, а тој загина. Така што од 2001 2 години бевме во Скопје како бегалци, а кога се вративме секоја година го одбележуваме неговото загинување. Минатата година се изгради овој споменик што е пред нас. Беше поставена и оваа биста и така, значи, од тоа традиционално секоја година се собираме по повод неговото загинување, да му оддадеме почит и да го одбележиме денот. Па тој остави син, така што има мајка овде што живее во село Лешок, има сестра и беше добар дечко, патриот, ја сакаше својата земја Лешок. Исто така, кога сите се повлекоа од селово, тој фактички го бранеше повлекувањето на населението на село Лешок. Значи, последните што луѓето више сите беа заминати, они со последни сили го бранеа народот да излезе од село Лешок безбедно и така и при тоа повлекување загина. Празнина што не може да се надополни, но истовремено и пример за безпрекорна храброст што не може да се заборави Ѓоко Лазаревски. Овој споменик ќе остане вечен паметник на неговата храброст и жртва, ќе остане да не подсетува за да не се заборави ужасот и страдањата од 2001 година. Човечки е да се прости, но некои нешта не се простуваат нити забораваат. Ѓоко Лазаревски требаше да биде меѓу нас, да му се радува на детето, на семејството, на светлиот ден на животот, рече во своето обраќање пред присутните председателот на местната заедница Јовица Поповски.
Животот на Ѓоко Лазаревски згасна пред 14 години вршејќи ја бранителската должност на пристапот на село Лешок во близина на неговата куќа, каде неговата сопруга ја очекуваше првата машка рожба. Лани во селото беше подигнато спомен обележје посветено на неговиот подвиг и херојство. Читата конјаници од Гостиварско Зубовце денес го започна маршот кон Крушево по повод националниот празник Илинден. Конјаницата Бигорски манастир патот на Срешовото топче маршот традиционално го изведува години наназад, а овој пат маршот им е посветен на хероите кои ги положија своите животи во немилите настани во Куманово, бранејќи ја својата татковина. Комитската чета конјаници прво ги посети гробиштата во Зубовце, положија цвеќе, запалија свеќи, се поклонија и му оддадоа чест на Ненад Серафимовски од Зубовце, кој загина вршејќи ја својата должност како специјалец во акцијата во Куманово. Иницијаторите на маршот порачаа да не се заборават аманетите од предците за чување на слободата и независноста на татковината. Мора да ги негуваме и никогаш да не ги заборавиме аманетите од нашите татковци, дедовци, за слобода, независност, сувереност, аманети натопени со крв. Аманетот од нашите предци, моралот и слободата, мора да ја чуваме и да ја пренесуваме на нашите потомци. Токму затоа, денес од ова место, конјаницата манастир патот на Срешовото топче тргнува за Крушево, да им се поклони на Гоце, на Даме, Карев, Питу, Сандански, Александров, Камхи, гемиджиите, Ченто, Брашнаров и на илјадници борци од револуционарното дело, кој е символ на македонскиот непокор. Денес тука се поклонуваме и на бранителите од 2001 година. Се поклонуваме и на Ненад, Горан, Жарко, Сашо, Бобан, Исамедин, Љубиша, Горан. Тоа се имињата на загинатите македонски бранители во Куманово ова година. Полицајци на полициската единица за специјални задачи Тигар и единицата за брзо распоредување, кои ги дадоа своите животи за Македонија и затоа ова година овој конјички марш го посветуваме токму на нив. Слава им! Конјаници облечени во комитска одежда го поминуваат патот по кој било пренесено првото Срешово топче, како поддршка на елинденските востаници. Учесниците, како во старите времиња, положуваат комитска заклетва во дворот на манастирот Свети Јован Бигорски, а потоа тргнуваат на пат кон Крушево, пат долг околу 200 километри. Првото Срешово топче било изработено во Бигорскиот манастир, потоа со коњи било пренесено во Крушево и од него бил испукан првиот истрел, што го означил почетокот на елинденското востание. Освен ова, подоцна во манастирот били изработени уште 3 топчиња од Срешово дрво. Групата конјаници треба да стигне на прославата на Илинден на Мечкин камен на 2 август. Граѓаните за годинешново издание на манифестацијата Тетовско културно лето во организација на општина Тетово, а финансиски помогнат од Министерството за култура, може да се информираат само на албански јазик. Содржината и настапите за оваа културна манифестација на билбордите, флеерите и интернет страниците не се напишани на македонски. Граѓаните реагираат на еднојазичноста, но и на малата бројка на македонски уметници кои ќе настапат на манифестацијата. За организацијата на третото издание на Тетовското културно лето преку писмено соопштение реагираше општинската организација на СДСМ Тетово. Во него стои дека програмата и содржината на манифестацијата не ги задоволува потребите на сите етникуми кои живеат во Тетово. Од општина Тетово велат дека во рамки на можностите поканили македонски автори. Биле испечатени и флаери и постери на македонски јазик, но не биле навремено доделени и поставени низ градот. Има 2 билборда на албански јазик,
немавме простор повеќе и мислевме дека за да се информираат повеќе до граѓаните да беа само на албански јазик, заради што се албанците мнозинство у градот. Тетовското културно лето кое започна на 20 јули ќе трае до 5 август. На подрачјето на општина Желино, специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како општа мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 27 и 28 јули и на ден 28 и 29 јули во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе второ третирање од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши 2 последователни дена со апарат за ултравиолетово ладно запрашување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места, депониите во тоа подрачје. Надлежните служби им укажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 15 до 23 степени, а дневната од 32 до 38 степени. УВ индексот изнесуваше 8. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и потопло време. Утринската температура ќе се движи од 14 до 22 степени, а дневната од 33 до 40 степени. УВ индексот ќе изнесува 9.